Плетела. Во обликувањето на македонските народни носии, македонската селска жена своето естетско чувство го вградила и во плетачката вештина. Во рамките на оваа ракотворна дејност, основно е плетењето на чорапите, неразделно сврзани во составот на секоја носија. Како облековен дел, специфични по форма, со јасно нагласена функција, плетени на 5, 3 или на една игла, главно со волнена, а поретко со памучна преѓа, во некој случај и во комбинација со срма. Се покажале многу инспиративни и на ликовно естетски план. Во составот на машките носии, вообичаени се чорапите долги до под колената, скоро секогаш богато орнаментирани од стапалото до горниот дел грлото. Истата форма ја следат и женските чорапи, но кај нив, поради должината на кошулата која прилично ги покрива, орнаменталната декорација е најбогата од стапалото до надглождовите, делот кој е најизложен на погледите. Паралелно со овие, за составот на женската носија во одделни пределски целини, како преспа, битолско поле, дебарца, железник и други. Карактеристични се и чорапите без стапала, калци или чулци и шутарке, како што се викаат во селата под планината Сува Гора. Орнаментирани се во орнаментални појаси преку целата должина, во духот на локалната традиција. Во однос на колоритот, основни бои се црвената, црната и белата, со помало или поголемо присуство на жолтата, сината, зелената, како и златната и сребрената срма. Во некој случај срмата како материјал е прилично доминантна, како во горна река и горни полог. Според складноста на колоритот и карактерот на орнаменталната декорација, во највисоко естетско рамниште се постариот вид на чорапи, познати како алови, со карактеристични геометриски мотиви колца, кола или тркала на црвена основа. Кај чорапите од поново време, покрај чисто геометриските мотиви, се сретнуваат и чорапи орнаментирани со геометризирани вегетабилни, односно флорални мотиви. Во дел од Македонија, покрај чорапите, плетачката вештина дошла до израз и преку плетењето на народните тантели, по карактер слични на турско-ориенталните декоративни изработки оји, вид на плетени бордури за украсување на рабовите на женските кошули, марамите, кавраците, крпите бришалки, со практична, но и со евидентна естетска функција. Најкарактеристични меѓу нив се рачно плетените полихромни тантели, сорки и цуцки, во овче поле, штипско поле, кочанско поле. Иако представуваат еден вид варијанта на сите, нивното огромно изобилство од разновидни форми во овој регион укажува на тоа дека со текот на времето придобиле свое специфично локално поединечно обележје. Поаѓајќи од карактерот, колоритот и техниките на изведба, прав зурав, навраќен зурав, мотканки, власнички и друго, тие слободно може да се сметаат како дел од инвентарот на македонското текстилно народно творештво. Нивниот декоративен ефект е најсилно изразен врз ракавите од женските кошули, аплицирани во неколку хоризонтални компонирани кивчести појаси со впечатлива убавина. Ima
така куда